Денеска православната црква ги празнува Светиот Василий Острошки и светите 9 маченици во Кизик. Светиот Василий Острошки родуме од селото Попово во Херцеговина, од родители прости но благочестиви. Од малечок бил исполнет со љубов кон црквата Божја, а кога пораснал отишол во Требинскиот манастир на Успението Богородично и примил монашки чин. Како монах набрзо се прочул поради својот изобилен и редок подвижнички живот. Оти на себе налагал подвиг врз подвиг, се потежок од тешкиот. Подоцна бил избран и посветен за епископ Захумски и Скендериски, иако не по своја волја. Како архиереј прво живеел во манастирот Тврдош и оттаму како добар пастир го утврдувал своето стадо во православната вера, чувајќи го од свирепото лукавство на турците и латините. А кога бил и од повеќе притеснет од непријателите и кога Тврдош бил разоран од турците, светиот Василий се преселил во Острог, каде што тврдо се подвизувал, оградувајќи го своето стадо со своите непрестајни и топли молитви. Се представил мирно пред Господа во 16-тиот век, оставајќи ги своите мошти цели и целебни, неизгниени и чудотворни до ден денешен. Чудата на гробот на светиот Василий се безбројни. При неговите мошти притекнуваат и христијаните и муслиманите и наоѓаат исцеление во своите најтешки болести и маки. Голем народен собор во Острог се прави секоја година за празникот на Светата Тројца. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти. Прис
сјаже Христе Боже, смертiju смрт поправи. Един си святија Тројци, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светите 9 маченици во Кизик. Овие 9 храбри маченици со љубовта Христова загреани, не сакале да им принесат жртви на идолите, ниту да се одречат од Христа Господа, поради што биле остромачени и најпосле со меч исечени. Во времето на царот Константин се изградил нов храм во Кизик во чест на овие свети маченици, каде што нивните неизгниени мошти биле положени. Безбројни исцеленија се случиле над нивните мошти. Нивните имиња се Теогони, Руф, Антипатер, Теостих, Артем, Маган, Теодот, Тамваси и Филион. Сите тие презреле се што е времено заради вечното и гнилежното заради негнилежното. Затоа Господ ги вовел во своите вечни обители и ги овенчал со венци на неминливата слава. Чесно пострадале и се прославиле во 3-тиот век. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тја Поуки од светите отци. После разговор често сум се покајувал, а после молчењето никогаш. Ава Арсении.